Добро вечер, драги пријатели, на некубав сон. Разгледав малку како стои глобалната сцена, сам политичка, и се поднасмеав, гледајќи ги анализите. Играта за мене како професионален аналитичар, со диплома од Југословенски институт за новинарство, као аналитичар, мислам, од 86-та, е малку комично да кажам, толку провидно, но повеќе ми се смешни анализите што ги дават, што велат од лисјата не го гледат стеблото. Ова игра во која главна улога са Путин и Си Џинпинг, Трамп се обидува да се вклучи во играта. Поточно, прво почна со царините, па се договорија со Си Џинпинг и се намали и така натаму. Но му бараше многу линии или фабрики Кина да ги отвори директно во Америка, че да не се увезуват. Но тука играта прво со Украина, да ви објаснам како е. Трамп што каже уште тогаш пред да е на власт, дека за 24 часа ќе го реши проблемот. Тоа е, он знаеше дека не може, бидејќи Америка веќе не е тоа што беше. Мислам Даглас, ви кажа, во мината видео анализа, каже, устаре обична анализа беше, на мојата веб страница, кажал дека уште 2014-15 беше некаде, има добри 10 години, кажа дека во моментот САД не може да војува со Русија, нити пак заедно со НАТО. Тогаш почнаа прво со калибар ракети 2014, каде пробите беа во Сирија. Сега што се случува во Украина? Главниот играч на Владимир Путин, тоа е Зеленски, ВД председател, може да се каже, бидејќи неговиот мандат помина, као обичен за сега игра улогата. Но деновија во таа улога, во таа игра се вклучи и Си Џинпинг. Зашто се вклучи? Они беа заедно вклучени, имаа два проблема. Оствари, као риси проблем. Си Џинпинг имаше со Тајван да си го приклучи ко кинеска територија, а кој го штити Америка, а пак Путин, Украина, исто која беше наоружувана од САД и од Западот, кај што се појави нацизмот. Значи, сличен проблем ги ближи и економски и се. Они се главни партнери, но не се и стратешки нормално, но си помагаат и на војно поле. Например, Русија им помогна на Кина да дојде до хиперсонично и надзвучно оружје, што засигбар јавно, Америка го нема. Од друга страна, исто и Кина им помогна на војно поле. Особено сега Зеленски наводно се буни. Порано Кина испоручуваше дронови и на Русија, и на Украина, виде дека Украина кој војната престана тамо, малите ракетите, дроновите, пардон, но исто време она отвори погон во Русија, значи се произведуваат во Русија нивните ракети, дронови, пардон, а престана не само на Украина да ми дава компоненти и да извезуваат со кои на цел Запад. Во исто време Трамп што прави? Он преко Германија ја наведе, Мерс или Германија дозволи ракетите Таурус да влезат во употреба, поточно да се гаѓаат руски територии, а со тие ракети може да управуваат само експерти од Германија. Значи, отворе војна со Русија. Ја не верувам дека Америка или агулот со светскиот свет ќе заштити Германија во случај Русија да интервенира. Зошто? Ја не знам колку ја познавате историјата. Велика Британија, што е Америка беше едно време нивна колонија, и Франција во историјата имат 100 годишна војна и ден денеска не се врисаат. Не случајно Велика Британија излезе од Европската унија со Брекзит.
Значи, ова е многу интересна игра. Трамп сака да се приклучи при поделбата на светот, кој што направи на времето Черчил, Рузвелт и Стагин. Черчил беше повикан ради ред, така и сега Трамп може да биде ради ред повикан, а ќе поделбата ја направија Владимир Путин и Си Џинпинг. Иако Америка не е за подценување, но сепак Русија е војна сила број 1, поред тие надзвучни ракети и нуклеарното оружје, они имат некаде скоро 1500 нуклеарни глави. Самите американци на мојата веб страница мислам би овие пред 2 дена, самиот Марк Руте во Конгресот и исто призна дека Русија може да ги брише од лицето на земјата. Дека имаат најмногу стратешки и тактички нуклеарни глави. Сега Зеленски си игра и понатаму улогата, а војната, ви кажа, во Русија нема да престане дека не падне Одеса. Ова е враќање на историските руски градови, територија, поточно кажано. Не знам колку е познават историјата, значи ништо не е случајно. И се се случува од недозавршена работа во историјата. Јас се сеќавам добро на професор доктор Здравковиќ, кој ни предаваше аналитика на Југословенски суд за новинарство, ни кажа вака. Вика, колеги, немој да мислите дека некаде во светот постои слободно новинарство. Никаде не постои слободно новинарство. Постои само реч, збор, уредувачка политика. Но вика уметност во новинарството да знаеш да пласираш информацијата. Што тоа значи? Оној за кого работиш или кој те плаќа, треба да почне со блага критика кон него, да би може оној на кого е наменета да ја проголта. Но вика, една друга работа. За утре бидете добри аналитичари, треба да ја познавате сопствената историја, многу добро, не оно што е пишано, да истражувате, историјата на своите сограѓани или соседи, бидејќи од соседството и малцинства, и глобалната бар 500 години уназад. Нормално не за сите земји, за клучните играчи. Тоа мене многу помага, но исто така ми помага и истражувањето на парапсихологија и астрологијата. Ја, например, Владимир Путин, председател на Руската федерација, мислам, господин Владимир Путин, го следам уште со неговото доаѓање на власт од нова година, 2000-та, но и нешто порано, кога многу брзо напредуваше прво од замник градоначелник на Санкт Петербург, градоначелник, премиер, формирање на партијата. Тој човек ме заинтересира, искрено кажано, ликот него, уште го паметам, ако не се лажам, 87 година беше, 1987, Алфа за Шведска, преку Источна Германија, он тогаш беше раководител во Дрезден. Не сум 100% сигурен, но кога го видам енергетски можда, само тогаш бидам сигурен, дека се сретнат во Дрезден, нормално. Он во своја функција, во моја, лично немаме разговарано ништо. Но не би сака сега за тоа. Значи, сега ова игра интересна на глобалната политичка сцена. Украина, ви кажав полека, до Путин има некаде време до октомври да ја заврши сета работа, затоа се договори сите договори и светот е поделен како во Јалта. Значи, сега се случува нова Јалта. Значи, Кина и Јужно Кинеско море, тој дел, Конг Конг, Тајван, тоа припаѓа на Кина, тој дел на Азија. Кај Путин, он е побрзан свира од тој дел на Азија.
Не случајно Трамп кажа дека сака да ја припои Канада и Гренланд. Гренланд е, мислам, под данска управа, мало острвце, а Канада има ресурси. Што тоа значи? Тоа значи рушење на империјата британска, која беше најголема. Она Индија имаше, а паѓањето на британската империја почна со смртта на кралицата. Значи сега Елизабет мислам, каде претходникот него Бајден беше во посебна кола да не го препознал, бидејќи он е починал, тоа беше глумецот. И не случајно Трамп прво што направи, ствари Бајден пред да замени глумецот, го амнестираше син му. Џо, кој инаку беше поврзан со Зеленски, со други и со многу други работи. Значи, ова е за мене веќе видено. Германија се меси да се растури, зашто со растурење на Германија ќе дојде растурење на Европската унија. Ја не верувам, ако, например, Таурусот се пратен веќе стаса во Украина, нормално со германска посада, и ако се гаѓаат територии внатре во Русија, не мислам во Украина, не мислам на Донбас, него Белоградска и Московска област, Русија може да одговори и со нуклеарно или било со какво оружје, да ја гаѓа Германија, без разлика на членот 4-5 беше на НАТО на повелбата, нити Америка, нити било кој ќе се вклучи. Бидејќи Германија е нападна Русија со нивно оружје. Значи, се оди на рушење на Германија, а преку рушење на Германија се оди и на рушење на Европската унија. Не случајно некни, не знам кога следете Владимир Путин и неговите изјави, он јавно и кажа на Германија, вика, не може да ве разбира, дали имате еден нормален економист, ви сте должни 2.500 милиарди евра, мислам така рече, или долари, не ме дали се за збор. Што да значи? Сакате, вика, да се задвојите уште 1000 милиарди за наоружување. А Германија е трета или втора најзадолжена земја во светот. А она е локомотивата на Европската унија. Ја не знам ја приказки за Европска унија, мислам да сега владата се добро држи, бидејќи Европска унија не е више што беше. Тоа исто кога ќе влезете во кафана на Френц, што може да најдете недопиени пијачки и трошки под масата. Толку за сега, драги прати, ако интересира за понатаму што ќе се случува, може да ме следите на YouTube канал, доволно да ставите, да се припатете и subscribe, или subscribe како сакате кажете. Кој се допаѓа видеото, да ставите лайк. Можете на Instagram, крајнички латинично, со CH, како и на TikTok да ме следите. Ви посакувам добра ноќ. Со Создател напред, Македонија пред се. Убаво.